Па јас се подпишах, оти мислат не треба да има. Оти има пандемија, не треба да има масовни собери, не треба да се оди по кашите. И сав таа пандемија не е за попис. Това може да биде од кога ќе замине короната. И кога треба да има попис, сама да ќе со отисок на прст. Попис треба да има, само не треба да има во време на пандемија. Инаку сите се сложуваме дека попис треба да има и мора да има, зашто ние немаме точен попис веќе 20 години, ама не е сега времето. Значи, најпрвин треба да си го заштитиме здравјето, најпрвин треба да мислиме на тоа. Значи, не може низ цела Македонија, во секој семејство, во секој дом, да влезат попишувачи во време на пандемија. Не знаеме ние што носиме, не знаеме тие што носат. Значи, треба да се грижиме и за себе, треба да се грижиме и за нашето семејство, треба да се грижиме и за нашите блиски, а треба да се грижиме и за нив. Значи, јас мислам дека ние имаме единствена влада во свет која ги донесува мерките за заштита на населението од пандемија, а после самата ги крши. Значи, ако ги примиме попишувачите дома, ние имаме групно собирање дома и веднаш ќе кршиме мерката, го кршиме законот и затоа ќе бидеме казнети. Ако не ги примиме, пак ќе бидеме казнети. И што е целта на овој попис? Полнење на буџет од народот или што? Значи, попис треба да има. Институции има релевантни во Македонија кои можат во секој момент да ги дадат потребните податоци. Ако навистина се потребни, например, за економски развој. Значи, има институции кои имаат точна база на податоци. Преку нив знаеме точен број на население во Република Македонија. Преку нив знаеме, значи, колку испи збарале да не живеат во нашата земја. Преку нив знаеме точно колку влегли и колку излегле тој ден или последен месец или за време на една година. Значи, попис никој не вели дека не треба да има. Ама во моментот, ако се потребни тие податоци во време на пандемија, треба да ги искористиме институциите. 95% од пораните податоци можат да ги покријат институциите, а 5% ако останат само може теренски. Не е страшно.